Чао Америка, добар ден Европа и Македонија и добра вечер Австралија. Ви благодарам за сите што сте дел од петата дебата од серијалот Диаспората за македонските работи. До сега имавме 4 многу успешни дебати. Интересот е се поголем и поголем за нештата кои ние ги разговараме и кои нашите во Македонија ги слушаат за да можеме да ја победиме стигматизацијата за нас и за да покажеме дека во диаспората живеат интелектуалци кои можат да придонесат за подобар развој и на земјата и за врската со татковината секако. На денешната дебата ќе говориме со Валентина Књажева Кливановска, Снежана Зивчевска-Стаплерс и Боба Нонковиќ. Требаше да биде говорник и Оливер Шамбенски, поранешен амбасадор во Рим, но поради здравствени проблеми ме замоли да го извинам и да го оправдам неговото отсуство. Беа отворила дебатава со Валентина Кливановска. Само да ве подсетам дека првиот дел после обраќањето на говорниците ќе отвориме дебатата за гостите со коментари и дополнителни прашања. Валентина, вие живеете во Калифорнија. Ќе ве замолам прво да се представите, да представите заедницата каде што живеете, дали има, како е организирана, отприлика колку македонци живеат во заедницата, дали има школа за изучување на македонски јазик, фолклорни групи, спортски тимови, цркви каде што се служба на македонски јазик, дали имате соработка со македонските институции во Македонија или со институции во Америка што се поврзани и надлежни за иселеништвото, и отприлика кои се проблемите и предизвиците со кои се соочувате и какви би биле решенијата за да се надминат истите. Повелете. Добро утро од Калифорнија. Се викам Валентина Књазева Кливановска, живеам со моето семејство веќе 20 години во Америка, од кои 15 во Орландо, Флорида, а 5 во Јужна Калифорнија, во градчето Ирвајн во близина на Лос Анџелес. Сме живееле и во Кувајт. Во оваа дебата учествувам од свое име. Јас сум дизајнер за внатрешно уредување и партнер во компанијата за дизајн и изведба Ново дизајн. Мојот сопруг Васил е дипломиран машински инженер и работи за консултантска инженеринг компанија. Нашиот син Матеј дипломираше економија на University of California, Berkeley и работи на развој на продукти. Живеењето на 3 континента ми овозможи да научам дека македонци има во буквална смисла на секаде. Кога ќе се иселиш, доколку сакаш да воспоставиш врска со луѓето од родниот крај, наједноставен начин е преку Македонската православна црква. И во Флорида, а и овде во LA има македонски цркви. Она што воодушевува е дека иселениците само организирани со сопствени средства без помош од матицата имаат изградено прекрасни зданија во кои тие ги негуваат не само своите верски, туку и македонски културни традиции. Црквата Пресвета Богородица, која се наоѓа во близина на LA, постои веќе 30 години. Проектирана е од македонски иселеник, архитектот Кубуровски, а изградена е со средства исклучиво од самодопринос на иселениците во кои живеат во Јужна Калифорнија. Денес активни членови на црквата се повеќе од 200 македонски семејства. И покрај тоа што не сум активен член на црквата, убаво е сознанието дека во близина имам дел од Македонија. Затоа сум бескрено благодарна на визионерството на повозрастните иселеници кои со својата пожртвуваност, вера и љубов го изградиле овој храм, како и на помладите генерации кои продолжуваат да го негуваат македонизмот. Врска помеѓу иселениците и официјалните представници на матицата во моментов практично и да не постои. Последната државна делегација која ги посетила иселениците била предводена од тогашниот премиер Никола Груевски и била остварена пред 6-7 години. И тоа не ме загрижува. Она што загрижува е дека во изминатите години, поготово од почетокот на така наречената шарена револуција, структури во матицата заради ситни политички интереси направија се за да ја деградираат диаспората и оневозможат стекнатото право на глас. Во овој јавен лич
На патриотски определената диаспора учествуваа не само политичари на СДС, и туку видни новинари и невладини организации. Не се бираа средства и погрбни зборови за да се исмеат и навредат иселениците и прикажат за невредни за став и мислење за сопствените права, а со тој и за состојбите во татковината. Затоа предлог, како еден од заклучоците на оваа дебата, да биде ваквиот организиран мобинг кој се водеше против иселениците да се осуди и да се побара од актуелната влада јавно да и се извиди на патриотската диаспора. Во продолжение ќе изнесам некои предлози со кои мислам дека ќе се подобри положбата на иселениците и со тоа ќе се продлабочи врската со матицата. Прво сметам дека треба да се направи попис на иселениците. Без попис и проценка на потенцијалот со кој располага диаспората, секаква понатамошна активност ќе биде неефикасна и поврешна. Второ, матицата треба да ја овозможи на диаспората едноставен начин со кој ќе се исполнува правото на глас. Во 21 век, во информатичка ера, да одиш од LA до Чикаго за да гласаш е бесмислено. За да биде појасно, станува збор за дистанца од 2850 километри, тој како од Скопје да одиш да гласаш во Стокхолм, Шведска. Затоа треба да се овозможи електронско гласање. Трето, треба да се изнајде поефикасен начин за обновување на документи за кои е потребно лично присуство. Наместо да се оди во Чикаго или Вашингтон, сметам дека треба да се организира мобилна екипа која неколку пати во годината ќе ги посетува поголемите градови каде што има поголема концентрација на македонци. Четврто, еден од поголемите проблеми со кои се соочува по новата генерација на иселеници со оглед на тоа дека се работи за високо образовани кадри е нострификацијата на дипломи. Би било добро македонските факултети и професионални здруженија да воспостават соработка со соодветните институции во земјите каде што македонците емигрираат во поголем број. На овој начин институциите, како и професионалните здруженија во соодветните земји, по официјален пат ќе се запознаат со програмата која се изучува на македонските факултети, со што ќе им ја олесни процедурата за нострификација на дипломите на нашите иселеници, како и помогне во квалификациите за полагање на испитите за добивање на професионални лиценци. Од друга страна, ваква соработка ќе овозможи и поблиско запознавање на македонските здруженија со правилата и принципите на различни професионални организации во соодветната земја. Ова ќе иницира и стекнување бизнис врски кои ќе овозможат полесен пристап на професионалци од матицата до различни потреби на светскиот пазар. Исто така вредно е да се нагласи дека вакви организации имаат и желби и фондови за помош на неразвиени подрачја. Снежана мислам повеќе ќе зборува за ова. Понатаму ги охрабрувам професионалците од матицата само иницијативно преку LinkedIn и други социјални мрежи да си воспостават контакти со компании на кои мислат дека може да им помогнат и понудат своите професионални услуги. Цела Америка користи услуги од Индија и други земји за изработка на веб-сајтови, графички дизајн, други технички цртежи, маркетинг услуги, сметководствени услуги и така натаму. Така да многу лесно тоа може да се направи од таму. Исто така ве замолувам, доколку организирате добротворно собирање на средства за било која непогода, тоа да го правите преку GoFundMe или слични проверени организации, а не преку банковни сметки. Овие организации наплаќаат само процент од трансакцијата. Банките земаат по најмалку $40 за било каква трансакција. Банките се добри само кога треба да се префрлат поголема сума на пари. И на крај сакам да ја искористам приликава и да ве поздравам и од мојот татко Александар Књазев. По возрастите се надевам се сеќаваат дека тој беше кошаркар, тренер и прв селектор на кошаркарската национална репрезентација на Независна Република Македонија, со никогаш Северна, само Македонија. Благодарам. Благодариме, Валентина. Сега би ја поканала Снежана Зивчевска-Стаплерс да се представи, да ја представи заедницата во која што живее, да ни ја каже која е од прилика структурата и колку македонци живеат таму, кои се предизвиците и проблемите со кои се соочувате, предлог решенија и дали имате и каква, ако ја имате, соработката со македонски институции, државни или со институции во Холандија кои се надлежни за иселеништвото. Повелете. Здраво и добар ден на сите во Македонија, во Европа и секаде каде и да сме низ светот, а не има многу низ светот. Јас сум Снежана Зивчевска-Стаплерс, македонка во Холандија, која дојде во Холандија пред точно 20 години, откако завршив, дипломирав електротехнички факултет и добив работа на една
во една американска фирма, со нејзиниот главен офис за ИМИ регионот, токму во Холандија, и тоа беше причината што јас завршив дојдов во Холандија. 3 години подоцна тука го сретнав мојот сопруг, холандјанец, се омажи со него и сега имам свој деца и ја одгледувам децата во Холандија. По професија сум менаџер на информатичка технологија и иновации. После 20 години корпоративно искуство, од почетокот на оваа година работам како фриленсер на проект за Европската комисија, која што и вршам евалуација на технички иновативни проекти кои што аплицирале, солицитирале за фандинг од програмата Хоризонт 2020, а веќе од 2021 година овој фонд ќе се вика Хоризонт Европа. Живеам во Холандија, имам двојно државјанство, значи и македонско и холандско, затоа што законите тоа ми го дозволија и го искористив тоа право. И кога станува збор, кога зборуваме на темата соработка помеѓу, значи во Холандија живеат многу македонци, но не е познат точниот број на македонци кои што живеат во Холандија, токму затоа што во изминатава декада многу македонци дојдоа со бугарски пасоши, тие повеќе се декларирани како тие се декларирани и како бугари во холандската администрација, а по потекло се македонци. Многу од луѓето кои што доаѓаат во Холандија се високо образовани, затоа што Холандија овозможува работни визи за луѓе кои што се високо образовани, за да дојдат и директно да овозможат допринос кон холандската економија, или врз база на брак или партнершип со холандски државјани. Во последно време многу е карактеристично доаѓање на млади луѓе, студенти кои што доаѓаат на универзитети тука во Холандија, а потоа холандската држава овозможува, им дава виза во време траење од 1 година за да добијат можност и да побараат работа. Сепак Холандија сака да го задржи високообразовниот кадар. Ние македонците во Холандија немаме своја црква, немаме свој културни или било какви здруженија, нема никакви културни настани. Може од време на за црква воопшто да не зборуваме, претходна пракса беше да се донесе свештено лице од Македонија или од Германија, меѓутоа во последно време тоа се слушна за некакви скандали и за некакви проневери со пари и во сето тоа веднаш фрла темна дамка врз организацијата, така да јас во сето тоа се дистанцирав. И воопшто не сум инволвирана. Единствено што имаме една Facebook група со некаде повеќе од 1500-1600 луѓе и јас се водам таа група. На почетокот имаше многу конфликт помеѓу лево и десно ориентираните, така наречените патриоти, оние кои што сме излегли од државата, а сме заборавиле да си ги оставиме опинците, како што не нарекува, и оние децата на бившите комунистички лидери, кои што дојдоа тука врз база на разни exchange програми, разни универзитетски програми, тие се напредни и во своите сваќања и сите тие работи, но успеав некако да ја ставам групава под контрола и со тоа што таков конфликт воопшто значи во овој момент немаме тамошен конфликт. Но она што сакам директно да го искажам, да го изразам, е како јас, како професионалец во областа на информатичка технологија, она што силно ме загрижува, што никој пат досега, ниту еден од матичната држава Македонија, воопшто не ми се обратил за соработка, за работа на проекти, потоа за advising, значи за советување. Ниту од предходните десно ориентирани влади, а за оваа сегашнава влада во Македонија воопшто да не зборувам, значи тоа е комплетна дисконекција.
Не знам дали воопшто амбасадата функционира во моментот, затоа што знам дека откога СДСМ дојде на власт, ние воопшто немаме ни амбасадор. Имейловите кои што ни пристигнуваат се од некаква секретарка ХАК во одреден момент посакав малку да ги едуцирам, им пратив имейл и реков, може да знаеме кој стои позади секретарка ХАК, дали секретарката навистина се вика ХАК, тие ни рекоа, не, тоа нас ни е строго забрането да кажеме кој ги пишува имейловите од амбасадата. Така да, за сите тие работи кои што нам ни се потребни од административна гледна точка, ние едноставно седнуваме на авион и за 2,5-3 часа веќе сме во Македонија и таму ги решаваме сите административни работи. Црквата, односно религијата, си ја носиме сами во своите души и во самите во себе си, така да македонците воопшто не сме поврзани, не сме конектирани во никои издруженија, се дружиме рандом, се дружиме од време, мислам, како не спојуваат интересите и со кого имаме и околностите. И околностите, да. Она што друго загрижува е, иако јас прашањето на втората, третата, дури четвртата генерација на македонци, јас тука ги расна моите деца и она што ме загрижува е познавањето на македонскиот јазик. Моите деца има среќа дека јас бев многу настојчива и постојано ги притискав и создавав притисок врз нив да го научат македонскиот јазик. Но приметувам дека но тие не пишуваат кирилица, тие сепак прават големи граматички грешки. Со претходниот амбасадор стапив во контакт и разговаравме да се донесе дали можно преку амбасадата да се овозможи доаѓање на личност, значи од Македонија, која што ќе биде платена од Министерството за education, за образование. За тоа што ќе се направи еден план, родителите тука исто така ќе партиципираат со одредена сума на пари и на тој начин ќе се направи програм со децата македонци. Дури предложивме и Белгија, Холандија, Луксембург, значи целиот проектот да биде во целиот Бенелукс. Рече дека ќе зборува дека најчесто на крајот од годината има многу пари останати во буџетот, кои што може да се искористат за вакви проекти, но никој пат не добив повратен одговор. И да, комплетен таа дисконекција што ние тука значи ние сме добри и тие посакуваат кога диаспората оди во Македонија и на тој начин праќа пари на народот, на фамилијата таму и на тој начин ја одржуваме економијата во земјата. Меѓутоа, на тие политички структури, моето чувство е дека нив им пречи силна, јака и организирана диаспора, затоа што ние, македонците од диаспората, сите тие работи што се случуваат таму многу поинако ги гледаме. Ние повеќе не сме зависни од политичките структури. Ние заработуваме и сме финансиски силни, имаме можност за кариера и за напредок и ние работите ги гледаме од една друга гледна точка, многу поискрено. Љубовта кон татковината, колку и да сме далеко од татковината, ние сепак ја имаме таа љубов. Јас лично, се уште моите родители живеат во Македонија и врските со татковината многу се појаки токму заради моите родители. Така да на крај би завршила дека силно верувам дека обединета, силна и организирана диаспора може да допринесе до силни промени во државата и на тој начин да го надокнадиме она што во изминативе 2, 3, 4 години го изгубив на тоа името, идентитетот и сето тоа што отиде со тоа. Така да ви благодарам. Снежана, дополнително би сакала да ве прашам, дали некогаш сте размислеле да се вратите да живеете во Македонија? Апсолутно, па да, токму пред 8 години, кога тогашниот премиер на Република Македонија Груевски беше во Den Haag, јас и мојот сопруг бевме на тој роадшоу и ние разговаравме со него и веќе со идеја и со цел дека фирмата во која што мојот сопруг работеше во тој момент, наместо што има канцеларија во Софија, во Бугарија, каде што трошковите беа значителни затоа што Бугарија е членка на Европска унија, идејата беше таа
канцеларија да се префрли во Скопје и фирмата која што сега е европски лидер во областа на Big Data и Analytics да функционира за југоисточна Европа од Скопје. За жал, ние не наидовме на никаква соработка со таа влада. Ние бевме изманипулирани и никој пат во моментите кога значи кога повторно дојдовме во Скопје и сакавме да имаме средба со премиерот, представници на Invest in Macedonia, тие едноставно многу фино не изигнорираа и никој пат не стапивме во контакт. Поентата ми беше дека доколку таа опција проработи, профункционира, тогаш апсолутно ние веќе одамна ќе бевме вратени во Македонија и дефинитивно се уште гледам можности за враќање во Република Македонија, но не во Северна, затоа што сметам дека Северна не е моја држава, не е мојата татковина. Особено затоа што вие бевте дел од македонската републичка репрезентација за кошарка и ја представувавте Македонија преку спорт, затоа и верувам дека се уште имате начини и нешто што ве влечат кон Македонија покрај тоа што вашите родители живеат таму. Апсолутно, па. Секој човек кој што не доживува криза на идентитетот, тој си го цени својот идентитет и своето потекло. Живејќи во една мултикултурна држава како Холандија, каде што секој, мислам надвор од местото на живење, сите сме ние лојални граѓани на државата, но секој има право, загарантирано право да се чувствува како сака и да го зборува јазикот, неговиот мајчин јазик. Јас дефинитивно немам криза на идентитет, јас сум гордена македонка. Секаде кога сум одела и сум зборувала со представници високи, еве ќе кажам сега, со бившиот премиер на Холандија Јан Питер Балкененде, со поранешниот CEO на IBM Benelux Хари van Доремален, за време на мојот на тогашен престој во Вашингтон DC и во United State Department, јас иако бев представник на Холандија, јас сепак таму се представував како жена во технологијата со македонско потекло. И тоа е дел од мене. Тоа не може никој да го исфрли од мене. Така да во Скопје, во Македонија купив свој стан за да можат моите деца слободно било кога да доаѓаат и да имаат постојан контакт со фамилијата, со културата, со јазикот. Одам во Македонија еднаш, два, три пати годишно, колку ќе ми дозволат приликите и секој пат на секој одење многу се радувам. За жал секој враќање ми е тажно и болно. И верувам дека кога ќе завршат моите професионални обврски тука во Западна Европа, можеби во Америка, ќе видиме. Ќе дојдам, ќе се вратам таму да го завршам мојот живот. Ви благодарам, Снежана. Благодарам и на вас. Сега би го поканала Бобан Нонковик. Бобан важи за новинар кој нема влакна на јазикот, можам слободно тоа да го кажам, кој пренесуваше за сите случувања и избиднувања од Брисел за МИА. Коригирај ме Горан ако грешам, Бобан, извинете. Би сакала да ве замолам да го споделите вашето искуство како новинар во Брисел и да кажете колку новинарите придонесуваат за одржување на врската помеѓу иселениците и Македонија и колку е таа врска успешна поради вклучувањето на новинарите. Имаме и гостин тука од новинарската фела ЈОН од Австралија, така да во вториот дел од дебатата верувам дека ќе бидеме поинтерактивни. И дополнително би сакала да те прашам, на крајот на твоето излагање, ако можеш да споделиш кои информации ги имаш за последните звиднувања околу притисоците од Бугарија према Македонија. Повели Бога.
Добро утро или добар ден, зависи кој од каде се јавува, нели? Јас сум Бова Нонковиќ, како што кажа, 20 години новинар од Република Македонија, во Република Македонија, за Република Македонија, дипломиран новинар, магистар за менаџирање на медиуми и мултимедија, односно се оно што сум јас, тоа е новинарство, односно се што е новинарство, тоа сум јас. Тука во Белгија, за разлика од Валентина и Снежана, кои се онака долги години во диаспората, јас сум 8,5 години. И од тие 6 години работев како дописник на Македонската информативна агенција и соработник за телевизија Сител, во меѓувреме уште неколку македонски медиуми кои сака соработка, односно кои сака да ги добиваат правите информации од срцето на Европската унија. За она како функционира диаспората за време на тие 6 години не можам да кажам дека многу добро се запознав, зашто бидејќи бев максимално фокусиран и посветен на она што го бараше мојата работа. Тоа е известување за Европската унија, од Европската унија и од Северноатлантската алијанса, НАТО, поврзано со Македонија, политички турбуленции, така натаму, односно се она што го поврзуваше Брисел со Македонија и обратно, и навистина не можев и нема време повеќе да излегувам од тие рамки, но изминатите 3 години, од како бев, се разбира, брутално, од како брутално беше прекинат мојот договор, иако траеше и требаше да трае уште долго, остана на новата власт во Република Македонија, која не кеше и не сакаше да има правата вистина како информација од Брисел, туку да има фризирање на информациите со цел таа окупација во Република Македонија што се случи изминатите 3 години да биде покриено и односно пренесено тука во Брисел и обратно преку розови очила. Јас менив, нели, својата професија, морав да се прилагодам. Токму поради тоа што, како што кажа претходната говорничка господјата Валентина, заради непризнавање, односно неможност за признавање на дипломите. Јас, на пример, тука морав заради таа разлика која ние како Македонија и земја која не е членка на Европската унија имаме и не може да на лесен начин да се случи признавање, морав од нула да почнам тука и сепак стигнав до едно ниво да сум денеска работам во Европскиот парламент задолжен за изложби, односно дел од екипата на директоратот за поврзување и DigiLink. Но сепак за овие 3 години увидов дека нашата диаспора и се обидувам секогаш, бидејќи тоа многу мал период и не сакам некој да ме сфати погрешно, да се ставам себе си како дел од таа, иако веќе сум 9-та година што се вели тука, да ја видам со едни пореални очи и да заклучам за себе, а ова го пренесувам како искуство, дека е сериозно разединета и неорганизирано, што мислам дека тоа не било случајно, мислам дека тоа било цел на некои структури кои сакале таа, бидејќи македонската диаспора е една од најсилните диаспори со децени и векови назад. Не збориме ние за 10, 20, 50 години, збориме за можеби 100, 200, 300 години назад. И таа диаспора, како што и хрватската, бидејќи Македонија и Хрватска се земји кои што се не само поранешни југословенски републики, него многу блиски по менталитет, по историја, по случување, па меѓу другото и поврзани. Имаме заеднички акции во историјата и буквално сме се потпирале едни со други, затоа ја сакам да правам многу споредби со таа држава која денеска членка на Европската унија, една од поуспешните на Балкан. Имено хрватската диаспора ја создаде хрватската држава. Значи хрватската држава од 90-тите немаше да доживее свое пред се оцепување, но и меѓународно признавање, ако не беше силната акција на хрватската диаспора, која не беше само со делување, туку беше и пред се со пари и пред се со влијание во политичките кругови во земјите од каде што доаѓа. Тоа е она што ја го видов дека и недостасува на денешната македонска диаспора и оние што делуваат со цел промовирање на македонштината, зачување на македонштината, влијание со цел допирање на гласот на македонците во сферите кај што се, мислам дека промашуваат постојано целта, бидејќи забележав многу од нив сака да влијат во македонската политика наместо обратно да влијат во политиката каде што се наоѓаат со цел оттаму да се влие за помош на Република Македонија. Не можеме ние, сега се вклучувам и себе си во ова, да се правиме многу попаметни од оние што се доле, бидејќи тие што се доле го влечат и товарот на тоа што го носат дневните случувања во државата, го носат, ја заработуваат корката леп таму и сите проблеми ги доживуваат директно на свој грб. Ние сме малце на дистанца и која ни дава можност така и полесно и пореално и да ги согледуваме работите, бидејќи нели оверсајтот што го велат
од страна од погоре е многу поинаков за разлика од оние што се доле. Но според мене тука е првата грешка што се прави и од оние македонци или организации на македонците во диаспората, кои многу сака да се вклучуваат во македонска директна политика, кои сака да влијаат во политиките во Скопје, да влијаат на било каков начин за она што се случува внатре во Република Македонија. Тоа е тотално погрешно, тоа е мое видување. Зошто? Бидејќи помошта за Република Македонија секој од нас може да ја обезбеди со влијание онаму каде што се наоѓа и каде што може да придонесе со своите делувања. Ете, забележав тука имаме менаџери, знам многу луѓе кои се на високи на вистина позиции и политички дури, па дури пред се економски, односно во компании кои имаат силно влијание во државите и придонесуваат во буџетот на државите и се ценети. Значи, од старт ние мислам дека не треба тука да ја промашуваме целта, а тоа е македонската диаспора да се обиде пред се да се обедини. Тоа е тешко, бидејќи некој има за цел да ја разединува за цело време и тие цели денеска се реализираат со тоа што македонската диаспора е погазена и е буквално отфрлена од страна на матицата, не од страна на матичните македонци кои живеат во Македонија, туку од страна на актуелните власти кои за мене се окупатори, се наметнати на власт, се квиснишка власт која има само и единствена цел да ја разнебити до целост Македонија и таа да не постои во догледно време. Тоа е всушност продолжување на таа политика на континуитет од страна на меѓународните сили кои сакаат Македонија да не постои, започнато со Букурешкиот договор 1913, продолжено со заклучокот на Лисабонскиот самит на Европскиот совет во 1992, кога, да не забораваме, Европската унија носи еден страшен заклучок дека држава што во себе носи име Македонија не може да постои, и тоа не е опровергнато до ден денес. Ја работам во институција на Европската унија и знам дека тој заклучок никогаш не е покриен со ништо друго и тој стои таму и не е видоизменет на ниеден начин. И едноставно таа политика за уништување на Македонија во континуитет од страна на некои темни меѓународни сили, ние можеме да ја спречиме пред се ние диаспората како со силно влијание таму кај што сме, бидејќи тие политики доаѓаат од тука, не доаѓаат од Скопје. И тука е пред се, сметам дека треба да биде првата цел која ние македонците од диаспората може да направиме. Втора цел е да спречиме било какво влијание од Република Македонија. Меѓу другото и преку црквата. Јас, например, слушнав преубави зборови од господјата Валентина за како се е организирана црквата во Калифорнија, ама претпоставувам и била и Орландо и на секаде каде што се македонците во Соединетите Американски држави, но сепак се плашам бидејќи знам како македонската црква побарува постојано сите нови цркви што се градат или оние постојани што се изградени да се припишуваат на неа, бидејќи постоеле некакви според нив административни причини, односно проблеми кои ги бара уставот на МПЦ, тоа не е точно. Значи, апсолутно не е точно и не треба да го прават тоа и секој оној што изградил црква со своји средства, односно со донации од страна на македонците, треба да спречи тие да бидат припадност, односно да се во посет на Македонската православна црква, бидејќи како што може да видиме сите се интересираме и информираме од македонските медиуми што се случува во државата, во моментов еден од главните таргети и буквално канцерогена клетка е внесена и во ткивото на Македонската православна црква и таа иста во време кога се силно се дерогира и се напаѓа македонскиот идентитет и македонската држава и пред се бришат македонците од постоење, сега преку Македонската црква која низ вековите била единствена, преку која се зачувувал македонскиот ген, сега е таргетирана и буквално можам да кажам веќе и е поразена и освоена и преку неја ќе се врши ново влијание врз македонците не само во Македонија, повторувам, и на секаде во светот, и тука ќе имаат улога и црковните објекти кои се надам дека ќе успее некој да ги зачува од тоа влијание од страна на она што ќе дојде како отров од Скопје, односно од Република Македонија. И трето, многу важно е да ние сите бидеме свесни за влијанието кои го имаат парите, односно финансискиот момент од страна на диаспората во Република Македонија. Тоа е единствениот момент каде што ние навистина влијаме и можеме да влијаме, бидејќи како што сите знаеме 1 милијарда евра влагаат во Република Македонија како во вид на дотации или кога доаѓаат на одмор со директни таму плаќања во Македонија од страна од сите нас што живееме во странство. Тоа, драги мои, се скоро 30% од буџетот кој го има Република Македонија, што би рекле тоа е еден од главните столбови на кои почива македонската држава до ден денес. Таа држава не би можела и таа власт што ја води во моментов, ако е окупирачка власт и наметната со цел да ја разнебити докрај државата и да го срози македонскиот идентитет, всушност не би постоела и не би можела да функционира ако не се парите од секој од нас. Велам секој од нас, не мој
на Валентина Снежана дека секој македонец што живее во Европа, Америка, Австралија, широм светот. И тука треба да размислиме како би се организирале, малце да извршиме, не велам, наши родни, наши пријатели нели таму функционираат со тие средства, но малце видеоизменето да ги праќаме тие дотации или циљано да ги праќаме тие дотации со цел македонската држава и пред се власт да нема директен бенефит од тоа што македонците го заработуваат крваво низ светот, а сакаат да го вложат во државата. Тука има начин и сега се разбира, оваа емисија е колку и да е голема е мала за да влеземе во тој дел како да се спречат тие работи, но може да се спречат, односно може да се контролираат со цел да не се помага ако ние во државата имаме сериозна окупаторска власт, невидена од после Втората светска војна, кога угарскиот фашистички окупатор ја има згазнато со својата војничка чизма македонската земја, сега имаме буквално идентична окупација и таа ние не смееме да ја помагаме. Втора работа, не смееме да комуницираме со неја. Тоа е моје мислење, бидејќи да комуницираш со некој што ти врши злостор врз твојата земја, врз твојот идентитет, врз се што е македонско, те прави тебе соучесник на еден начин. Така да јас постојано инсистирам, дури кога разговаравме со Ана Дуковска, со цел мој учество во оваа емисија, инсистирам да нема никогаш официјален представник од македонските власти, бидејќи за мене тие се окупаторски власти. Ја не можам со окупаторот да комуницирам на поинаков начин, освен на начин како што он дошол, така да го извадам од тие позиции, со цел да ми ослободи мојата држава. Што значи дека ние мораме да најдеме начин да не комуницираме со нив, но да влијаеме да они мораат да бараат начин да комуницираат со нас. Меѓу другото, затоа што диаспората веќе е исклучена од процес учество во парламентарни избори, бидејќи тоа е веќе фиктивно, сека како диаспората може да даде пратеник во македонското собрание кој сега поради падни стани ситуацијата би бил многу важен. Еден пратеник сега може да биде клучен во македонското собрание не денес, у наредни според мене 10 години, колку што сметам дека ако остане оваа власт може максимално да издржи да опстојува македонската држава. Мораме да најдеме начин ние македонците, ако веќе опстои овој закон за минимум пријавени гласачи според минимум освоениот еден пратеник во една од 6 изборни единици во државата, што би рекло сега според бројката на последните избори некои 5.500 мислам треба да се пријават, но тоа не е доволно. 2014 се пријавија, ако добро се сеќаваме, односно 2016 се пријавија 19.000, а не гласаа ни 6.500 за се доби еден пратеник. Ако ние на пример во Сиднеј се организираат 30.000 македонци да протестираат само за против преспанскиот договор, односно за чување на името, се надам дека можеме да најдеме начин како да се собереме барем толку, а збориме една изборна единица и се цел свет од македонската диаспора, да се пријавиме и да избереме сите ние еден квалитетен кандидат кој би бил навистина вистински репрезент на гласот на патриотски настроените, верувам дека 99% се патриотски настроени македонците, кој би бил глас на диаспората, но и глас на македонштината, бидејќи сега, како што гледаме колку е безлично македонското собрание, бидејќи таму веќе не гледам разлика меѓу позиција и опозиција, би бил многу клучен. Не само глас на диаспората, глас на македонштината. Тие работи се надам дека ќе можеме преку вакви дебати токму и заради тоа кога нема представник на окупаторска власт и кога има вакви прекрасни луѓе како соговорници, би сакал да го пренесам како моје мислење, а се надевам дека ќе успееме уште пошироко ова да го распространеме со цел да се дојде до таа прво прифаќање на таа идеја, потоа да се организираме на еден начин. Лесно е да се зборува, знам, многу е тешко да се организира. Во Белгија, на пример, според бројка што ми ја даде поранешниот амбасадор Мухамед Халили, кој беше тука во Кралство Белгија, има околу 5000 македонци, што според мене не е мала бројка, но верувајте, јас не сум запознат поише од 20. Сум моделни на некои средби кои ги организира како македонски, носа тука поп, ние нема македонска православна црква, но користиме дел од католичка црква тука многу блиску до мене, кога се Божик и Великден, односно големи христијански празници, да доаѓа попот Струмица и служи литургија со целите да го одбележиме на еден начин, што е навистина скромно, сиромашно и покажува една лоша слика за нас, нема ни повеќе од 50 гости, но едноставно сум видел дека тешко се собираат, тешко се организираат, но мислам дека им фали врзивно ткиво. Врзивно ткиво кое ќе успее да ги привлече едни кон други. Ние едноставно постојано бегаме од некакви теми, постојано се разликуваме или бараме начин да си ги најдеме разликите и оно што не одделува наместо оно што не обединува, и тука погрешно мислам дека тука магнетите ги вртиме обратно и се одбиваме наместо да се привлекуваме, и тука според мене навистина треба да се обидеме ова нека биде гласот, ова нека биде нели корнерстоун, или ова нека биде таа почетна точка од која би можеле да трнеме понатака. Се разбира, треба да се внимава,
Овде на пример има интелектуалци, има многу македонски интелектуалци во диаспората и јас сметам дека само тие високите интелектуалци да се организираат може државата многу да и се помогне, но еве да се тргне од некаде, да се влие во микросредината каде што се наоѓаме. Лесно е ние да зборуваме за Скопје, лесно е да делиме памет таму, но ние прво треба својот памет да го насочиме на политиките во земјите каде што се наоѓаме, бидејќи проблемите, верувајте ми, доаѓаат од таму. Во Скопје се само следачи на некакви меѓународни или прозападни или како сакате, deep state центри кои не се наоѓаат во државата. Ние кои што сме надвор, кои што сме во тие држави, сум во Брисел, сум во Европскиот парламент и многу добро знам што правам секој дневно со цел промовирање заштита на македонштината, колку имам проблеми на своето работно место само заради тоа што сакам да влијам на било каков начин тие политики за негирање на македонската држава, идентитет, култура, историја и јазик да запрат, односно да успорат, а потоа да успееме да ги запрат. Дополнително би сакала да те прашам доколку си во можност секакви, доколку имаш некоја информација од Европски парламент околу ситуацијата и сегашните притисоци од Бугарија за Македонија, колку би сакал да споделиш. Јас дојдов за дописник на МИА и на СИТАЛ од Брисел на 1 мај 2012 година. Веќе првиот месец во јуни детектирав дека клучниот проблем за Македонија веќе нема да биде Грција, туку Бугарија. Тогаш луѓе ми се смеја кога известував, се чудеа како што збориш, нема ништо од Бугарија или Грција. Велам, грците имаат еден таргет кој кога и да се случи, има начин да се реши. Се реши катастрофално, бидејќи беа донесени во Македонија квислинзи на власт со цел да удоволат на сите грчки барања, но сметав дека има начин тоа да се реши, но клучниот проблем го гледав постојано во Бугарија, бидејќи открив дека делуваат со тајни нон-пейпери, дека делуваат насекаде по дипломатски кругови со цел да почнат да шират една тотално поинаква вистина од она што светот дотогаш ја знаеше, ама ние македонците знаеме со илјадници години назад дека сме ние едни од најстарите луѓе со свој цврст идентитет од антиката до денес. Они се обидуваат како едно ново доселено племе на Балканот да присвојат една нова култура, нова традиција, јазик кој што македонците го дали и тоа почна сериозно да го прават. Кога го детектирав тоа, кога почнав да известувам, тогаш почна да се откриваат порано бугарските официјални представници, бидејќи немаше каде да одат, ја им ги најдов нон-пейперите, им направив дисклозор, им ги открив и така натаму и од тој момент почнаа тие политики. Јас сум имал многу расправи директни со нивниот премиер Борисов тука на времето кога бев активен во новинарските кругови, бидејќи сега не сум во тој дел, но сум во друг. И тогаш увидов дека всушност таа идеја за дерогирање на македонскиот идентитет и на македонската држава всушност ќе добие свој столб во Бугарија, не во Грција. Бидејќи грците, како што знаеме, имаат не само еден проблем. Грците имаат низа проблеми и се соочени со други судири со своји соседи, поради кои се многу слаби на делот со името. И тие не беа толку силни колку што се очекуваше да бидат и станаа бугарите, и тоа сега се случува. Не дека се тие во суштина силни како глас во Европската унија, туку се единствено концентрирани на македонското прашање. Таму има консензус по ова прашање дека треба силно да се таргетира и заради тоа сега се шири таква една цела антимакедонштина. Од нивна страна и навистина е тешко. Кога станува збор за напредувањето на Македонија во евроинтеграциите, сметам дека Бугарија како членка апсолутно нема никаква сила тоа да го спречи. Доколку сите останати меѓународни сили, односно големи европски земји, сакаат тоа да се случи. Но ние не треба да заборавиме дека Македонија и после решавање на тој така наречен проблем со името, односно прифаќање на капитуланскиот прескански договор, во 2018 година не ги почна преговорите поради блокада од страна на Германија, не од страна на Грција или Бугарија. Во 2019 година не започна со преговори поради блокада од Франција, не од страна на Грција и Бугарија. Што значи дека ние има центри на моќ кои не се во Софија и во Атина, ниту во Никозија, туку се во другите многу попознати, поголеми европски градови кои не сакаат не само Македонија да ги почне преговорите за членство и да стане членка на Европската унија, туку воопшто да не постои како држава на мапата на Европа. Тоа е некаде одлучено, тоа се верификувало на еден договор наречен Букурешки договор 1913 година, тоа се верификувало на самит на Европскиот сојуз 1992 година и некој сака да го спроведе на дело. Така да според мене бугарите, мината година французите, претходно германците, претходно низа години грците така натаму се само след на едни околности кои некој ги побарал од нив со цел да се продолжи таа агонија на македонскиот народ и македонската држава. Благодарам, Болен.
Дополнително би се надоврзала на тебе, доколку ми дозволи секако, кога спомна за големиот број на македонци кои живеат во Австралија и кои излегоа на протест, околу 30.000 и нешто повеќе можеби. Австралија и Америка важат за најстарите диаспори македонски, да кажам, со генерации каде што има македонци тука, и од тука произлегува и тој проблем, да го наречеме, што не секоја прва генерација на нивните деца родени во Австралија имала желба, и во Америка имала желба за да им даде македонско државјанство на нивните деца. И има исклучоци секако, но тоа е еден од проблемите со тоа што за да учествува во избори треба да има активно македонско државјанство. Но ако се втора и трета генерација немаат македонско државјанство, секако дека не можат ни да учествуваат во избори. Сум ја разговарала оваа тема со многу кои живеат и Америка и Австралија и знам дека постои како проблем, и затоа и мислам на некој од претходните дебати го спомнав тоа дека треба да направиме еден проект за мотивација на сите полнолетни македонци кои живеат надвор од Македонија да аплицираат за македонско државјанство. Со тоа што би се стекнале со документ кој ќе им овозможи да учествуваат во избори и нормално во донесување на одлуки од диаспората за Македонија, кога станува збор нели за учество во политиките на диаспората и така натаму. Само тоа сакав да го надополнам заради тој дел, затоа што знам дека е проблем и сметам дека тој процес што е на регистрирање при една година треба да трае пред секој изборен датум во Македонија. Диаспората не може да се организира во тие 30 дена кои се предвидени за кампања за Македонија. На диаспората и треба малку повеќе време, со тоа што треба да се организираат акции за да се обноват документите на тие што им се истечени пасошите, за да им се запишуваат за нови државјанства луѓе, за да се добијат пасоши, па сите тие да би можели да учествуваат во изборниот процес. Тоа е Ако дозволуваш, значи истечен пасош не значи губење на право за гласање, што значи дека апсолутно не треба да имаш неистечен пасош за да можеш да гласаш. Затоа што пасошот е потврда, само што не е продолжен и не можеш да патуваш, е потврда дека ти си државјанин на Република Македонија, но ако 3 дена, месец дена, 6 месеци ти истечен, не значи дека ти си ги изгубил правата. Така да тука маце има нејасни работи, свесно некој направил да се нејасни со цел така да се обескуражи диаспората, да се исклучи од тие процеси, но ете, добрата идејата, едноставно треба да се мотивираат луѓето и едноставно да не забораваме дека ние постојано во Македонија сме во некаква предизборна кампања. Така да дали било за месец дена, дали било за 6 месеци или година, во Македонија постојано има избори. Некој тоа намерно така го направил со цел да се ги меша картите како сака, но ние не треба да се само исклучуваме од процесот. Тоа ми е поента. Апсолутно. Благодарам, Бобан. После излагањето на тројцата говорници, ќе отворам дебатата за прашања и коментари. Секој што сака да постави прашање, ќе замолам само да подигнете рака за да има еден ред. Јон, повелете? Благодарам. Најпрво добро вечер до сите. Со некој прв пат се гледаме, со Бобан по втор пат се гледаме и покрај тоа што многу често се го пратам за се она што тој го работи. Во наредниве неколку минути, не знам колку ќе им фати, ќе се обидам во кратки црти да се надоврзам на сето ова што досега го слушнав оваа вечер што се дискутираше. Ќе започнам од последниот дискутант. Тоа е не од господин Нонковиќ, меѓутоа од Ана, каде што напомна за втората или третата генерација. Пред да го кажам моето видување, само да ви кажам една работа што се случи пред недела дена. Тука сретнав еден човек кој
во 50-тите години, чисто го зборува македонскиот јазик, на прашање кога веќе разговаравме од кога е тука, ми кажа дека неговиот прадедо дошол во Австралија во 1913 година. Што значи дека сите генерации наназад успеале да си го зачуваат македонскиот јазик, говорот наш македонски и писмото наше македонско. Значи нема никакви оправдувања дали имало учители или немало учители, сами треба да бидеме учители на своите деца за да го пренесуваме аманетот. За гласањето за генерациите кои што се родени надвор од Македонија, не знам каков е законот во Македонија, меѓутоа ми се чини дека ако се уште важи дека ако еден од родителите е македонец, во тој случај по автоматизам тој има право да добие македонско државјанство. Што се однесува до онај документ кој што го бараат при гласањето, Нонковиќ напомна дека некој манипулира. Таму пишува во законот валиден документ. Нонковиќ интересно кажа дека поминатиот пасош не е фактички не го губи државјанството или не кажува ништо дека се изгубил нешто или дека немаш право на глас. Тука се држа за тој збор валиден. Сега дали што е валиден? Валиден е дека имаш или валиден дека му е поминат рокот. Ако му е поминат важноста на рокот, тоа значи дека не е валиден, не можеш да го користиш. Тука ако нешто се работи, ако се прави некој допис да се ствара нешто, некое барање, треба многу убаво да се осврнеме на тоа за да можеме да не манипулираат со тие работи. Ке почнем повторно од сега од господин Нонковиќ. Јас многу го почитувам, навистина еден од ретките новинари кои што, како ти што кажа Ана, дека кога говори без влакна на јазикот. И последниот пат пред 2 години имавме ние интервју кога беа европарламентарните избори. Тогаш на македонски корени имавме интервју. Од тогаш не немале можност презафатени сме. Тој напомна нешто што за мене малку нејасноти остана во неговото, ќе може би да објасни во тоа, кога рече дека ние не треба да се мешаме многу во политиките во Македонија. Ке почнам јас лично од нас со Бети, во последниве од 95-та година ние нон-стоп говориме за политиките во Македонија и ја пренесуваме политичката состојба во Македонија, така да значи, ние, иако сте надвор од Македонија, го мразам оној збор иселеници, не го употребувам јас, него сме македонци надвор од Македонија и ми пречи многу тоа иселеници. Така да имаме право и мораме ние да го бараме начинот на кој што можеме да делуваме и треба да делуваме. Срамота и гревота е на 600.000 и повеќе македонци кои што живеат во светот, да не можеме да имаме своји представници. Иако годините кои што поминаа успеавме некого да ставиме, сепак беа некакви си партиски војници кои што глас не им се слушна таму. Господин Менковски напомна дека за тоа дека треба да имаме таму многу јака личност и дека ние треба да се избориме. Тој напомна за процедурата во која што ние немаме право во која што моментално останавме без пратеник во собранието и дека имаме право на еден барем. Со господината Силјана Скадавкова, пред 2 недели имавме интервју и ја вршавме оваа тема за иселиците, викат, ви се чудам, зошто се уште немате подигнато тужба до судот во Страсбург за губењето на вашето право. Во законот вика гарантирани 3 пратеници. Во Македонското собрание треба да има диаспората. Како може тие да бидат 3 загарантирани, а не остварени? Значи, во она што тие во законот има напишано дека 3 загарантирани, бројката од пријавени за диаспората, за нас македонците кои живееме, веќе не важи. Значи, и 200 души да се пријават, и во 200 души нас на диаспората не следуваат 3 пратеници, затоа што во законот пишува загарантирани.
Затоа тие направија една изборна единица. Значи 7 изборна единица. Или ако сакаат пак, ако се организираме ние, тогаш нека ни дадат и 20 пратеници, ако успееме да имаме, да излеземе и ние 100.000, 200.000 во диаспората пратеници, гласачи, па да имаме повеќе пратеници. Значи ние мора да се бориме. Друга една работа која што имаме право да делуваме во политиките во Македонија е токму оној процент кој што Нонковиќ Бобан го напомна, 33% или повеќе од 30% кои што учествуваме во буџетот во Македонија, без разлика на која основа се плати. Дали некој се уште плаќа данок на земја, на станови кои што има, на куќи или испраќа на своите најблиски, сепак се учествуваме ние во државната каса, во буџетот на Македонија. Господин Нонков напомна дека постојат начин да се испраќаат пари, државата да нема фајде од нив, тие таму и секаде во светот не одат со лопати на работа, со пенкал одат и измислили и на тоа. Сега не може да внесиш ништо, освен кеш ако однесиш, за да му го даеш кеш на некого, се е тоа сега наплаќаат порез да се до тоа. Така да, навистина, многу треба да се внимава. Треба повеќе да се организираме и јас се уште стоам на фактот дека треба повеќе, не само одреден број на личности да делуваат тамо, него повеќе треба да делуваат. Иначе македонците, без разлика каде и да живееме, се самоорганизирани. И добро напомнавте, тука 30-40 илјади излегуваме. Проблемот е што меѓу нив имаат веќина, кои што ги нарекуваме веќина ветрот, кои што играат и од едната и другата страна, и токму таквите се најсилни на тие работи кои што се упуштаат во тие демонстрации и после се собираат купчиња лево и десно и повторно таа работа не бидува ништо. Значи, ние мора да внимаваме многу строго во работата, ако сега ова оди и понатака, да се направи, да се организираме, кои личности ќе влезат во тоа потесно тело кое што ќе се бори за сите права на македонците кои што живееме надвор од Македонија и кои што да не чекаме тие 30 дена ние да собираме документи. Ние да се припремаме уште сега за наредните избори. Зошто да чекаме, значи да се направат, ако треба, групи, одредени групи, канцеларии да се отвораат во поголемите градови, ние можеме да собереме од диаспората од македонците одредена сума на пари кои што би закупиле простории, каде што ќе му помагаме на луѓето од утре, што се вика, до денот на изборите да се здобиваат со тие документи кои што ќе требаат во моментот на пријавување, да се пријавуваат и на гласање. А после дури тоа, ние да бараме да испраќаат дека толку и толку имаме. И повторно, како и минатиот пат ќе напоменам дека ние не треба да бараме партнери во политичките партии во Македонија. Ние треба да се самоорганизираме, да ги не тераме тие да бараат партнерство кај нас во диаспората. Толку за сега. Благодарам, Јон. Андреј, поелите? Кучете го само микрофонот. Да. Повелите? Поздрав до сите вас, до сите гости од Словенија. Многу ми е драго што ве гледам денеска. Бех на работа, сега дури стигнав, така да малку покасно се уклучив. Знаете, во Словенија имаме каос, корона, така да работата ми е се си е тамо. Имам едно прашање до Бобан. Сега не слушав сета дебата негова, но знам дека Бобан вие работите во Брисел во парламентот, нели? И од Словенија имаме ние и една пратеничка македонка во парламент, Ирена Јовева, да, па ме интересира ваше искуство со неа. Не знам дали е она македонка повеќе, не знам, од Шаци Маркакис или од бугарски европратеници, бидејќи се работи за личност која доаѓа од социјалдемократскиот там свет, од лево ориентираните, која најмалку до сега покажала дека има некакво македонско чувство и неколку мој обид за остварување на комуникација, не говорам ја за соработка, дружење или нешто, завршиле неуспешно, бидејќи најверојатно она веќе била подготвена од некого за тоа кој сум јас, како сум и што правам и за што се залагам, така да тоа е личност која за жал, иако е единствена македонка
која досега е добила глас за да стане европратеник, нема никаков потек. Дури имаше неколку амандмани кои ги поднесе на оној предлог резолуцијата што секоја година Европскиот парламент ја носи за напредокот на Македонија во евроинтеграциите, кои беа толку брутално контра македонштината, контра македонската вистина, толку беа, да не речам пробугарски или на страната на оние што не мислат добро на Македонија, што јас бев шокиран дека воопшто таа господја има македонско потекло, така да многу лошо искуството и за жал она дури никаде досега нема се произнесено дека е доаѓа од една таква историски тешка држава како Македонија, тоа е жалост. Благодарам. Повели Снежана? Имам прашање во врска со двојното државјанство. Имајќи во предвид дека Македонија новите закони кои што се донесуваат во Македонија се во согласно со законите на Европската унија, затоа што сме земја аспирант. Овде во Холандија, на пример, се забрани не знам сега точно од која година точно, но се забрани двојно државјанство. Тоа значи дека луѓе кои што се, на пример, италијанец, кој што е по потекло италијанец, но живее одреден временски период во Холандија и ги исполнува условите за холандско државјанство, тогаш тој треба да се откаже од италијанското за да го добие холандското. Во моментите кога моите деца се родија и ние отидовме во Македонија за да извадиме, нели да ги ставиме, затоа што сум јас македонка, тие имаат за да ги ставиме во книгата на родените и да извадиме македонско државјанство, во тоа што тоа го направивме, меѓутоа ни рекоа дека можеме вака со две државјанства, холандско и македонско, додека децата се 18 години. А потоа ќе треба да одлучиме за кое државјанството, односно децата за кое државјанство ќе сакаат да се одлучат. Дали македонското, дали холандското, затоа што Македонија во согласно со европските закони исто така не го поддржува тоа. Дали можеби Бобан знае нешто повеќе околу ова? И доколку знае, јас навистина би била благодарна да ми објасни. Знам дека постојат канали, нели, во бекграунд, најпрво да се откажат од македонското, па потоа повторно да го земат македонското, меѓутоа нешто повеќе, Бобан. Благодарам. Значи вака сега, не знам моја мисија дали властите на овие земји што сме ќе ја гледаат, па да не се сетат властите што викаат нашиве. Значи јас знам многу македонци бидејќи Германија и Австрија се земји кои не дозволуваат двојно државјанство, тие што јас ги познам, СА, Велиште и Холандија. Таму има многу македонци, многу мои пријатели, познаници кои ќе ти ги кажам чекорите што ги превземаат. Значи голем дел од нив апсолутно не декларираат, ако се децата нивни, уопште дека имаат македонско државјанство и тие земји бидејќи се прозападни и функционираат по системот кога мојот бил у Лондон па на доверба ги добил на карти, функционираат на систем имаш или немаш, не можеш да докажуваш, него се декларираш дека немаш и едноставно си го задржуваш и сите они што ги знам едноставно не пријавиле дека поседуваат двојно државјанство со цел да ги задржат македонските пасоши. Но исто така, знам дека некои од нив правеле такви екскурзии во смисла откажување, но потоа веднаш прифаќање, но тука треба да внимаваш бидејќи Македонија има процес на демакедонизација, така да ако се откажеш можно никој више да не ти дозволи повторно да се декларираш како македонец или да стане државјанин на таа земја, така да тука треба да внимаваш, но генерално знам дека речиси никој не пријавува од тие земји каде што се, дека има. Ја на пример не земам белгиско државјанство од тие причини. Но оние кои веќе зеле или сакаат да земат, едноставно ги советувам да ги прават тие потези што ги како искуство ми го пренеле нашите македонци од Австрија и Германија, тоа едноставно не пријавуваш на земјата дека имаш двојно државјанство, не кажуваш дека има, не го покажуваш македонскиот пасош, едноставно се декларираш наводно како дека си само нивни државјани и твоите деца. А што се случува на излез од Македонија кога во моментите кога го покажувам холандскиот пасош, тие инсистираат на македонскиот или на влез? Нема. Само Македонија, ти си обавезна само Македонија кога влагаш, ако си државјанин на Македонија, тогаш си обврзна да го покажеш македонскиот пасош. Во ниедна друга земја ти немаш потреба, никој тоа не ни смее, законски не сме, поготоа земја членка на Европска унија, да ти бара тебе пасош ако ти поседуваш на некоја земја, друга земја, поготоа ако таа друга земја членка на Европска унија. Значи македонски пасош покажуваш само на македонска полиција, односно кога ќе веќе поминаш македонска граница.
Владимир, повелете? Здраво на сите од убавата Италија, јас сум Владимир Груевски. Пред околу 3 години во Фиренца присуствував на конференција организирана од страна на анголската диаспора, каде што упорно се потенцираше дека диаспората представува и треба да представува мост за поврзување со светот. Додека јас би додал дека ние сме амбасадорите на Република Македонија и мост кој што некој таму од другата страна упорно го руши. Следејќи ги вашите епизоди, дојдов до заклучок дека проблемите на македонската диаспора во светот се бројни и големи и треба малку посериозно да се поработи на тоа. Што се однесува до претходните разговори за македонските пасоши, се потсетувам на италијанскиот пример каде што застапена италијанската диаспора во САД, Аргентина, Бразил, Чиле, Колумбија, Перу и така натаму, каде што нивните државјани добиваат италијански пасоши врз база на тоа што некој си прадедо или прабаба има италијанско потекло, значи автоматски добиваат италијанско државјанство. Додека во нашиот случај, нашите иселеници кои што не толку одамна се заминале од Македонија и нивните потомци кои што се, да речеме, има директно македонско потекло и се македонци, тешко доаѓаат до македонски пасош. Но она што најмногу е разочарувачки е тоа што нашите деца во Швајцарија, а сега како што слушнавме и од госпоѓата Снежана Живчевска-Сталперс, во Холандија, претпоставувам и во другите земји немаат ниту еден наставник по македонски јазик и историја. Бидејќи во моментов врските на македонската диаспора и државните институции се многу слаби, уствари никакви, очигледно е дека актуелната влада тоа намерно го прави. И мислам дека веќе нема потреба да чекаме никаква помош и преостанува да се ослониме самите на себе и да ги направиме овие мали чекори за решавање на овие проблеми. Што се несува до образованието на децата, еве на пример, јас лично можам да им одржувам на македонските деца часови онлайн по историја и македонски јазик. Иако имам магистрирано на политички науки во Фиренца, сепак имам огромни познавања од областа на историјата и секако можам да ги одржувам часовите, се разбира, без никаков материјален надоместок. Би може да се прилагодам и на временските зони и на термините кои би ми одговарале на децата. Се разбира, за тоа треба многу поголема организација, согласност и консултирање на активистите, родителите и така натаму. Само за крај да потенцирам дека постои една кинеска поговорка која што вели: ако планот е за 1 година, засадете ориз. Ако вашиот план е за 10 години, засадете дрвја. И ако вашиот план е за 100 години, образувајте ги децата. Ви благодарам и да живее вечно Македонија. Благодарам, Владимир. Потполно се согласувам со вас и би сакала и јас да кажам дека еве јас имам завршено економија и финансии во таа област, но бидејќи немаше во Вашингтон учител за македонски јазик, и нема ни голема заедница, на 10-на семејства нивните деца јас им држев часови по македонски јазик и по фолклор, затоа што имаше интерес. Сакаа родителите за некој да ги учи. Јас ја превзедов одговорноста, сама си направив наставен план во консултации со луѓе кои веќе тоа го прават низ иселеништвото и ги држев часовите без надомести и без никаква обврска, освен децата да се стекнат со некое барем основно образование. Иако, да, јас тргнувам од себе си, познавам многу родители низ иселеништвото кои се на некој начин виновни за тоа што нивните деца ги знаат основните работи од јазикот или не ги знаат. Значи се зависи во почетна точка од родителите, колку родителите ќе
ќе инсистираат на нивните деца да го зборуваат јазикот. А потоа за дополнително образование, нормално дека треба поголема организација за изучување и на јазикот, па и да биде и во образовен процес. Не мора да биде само јазична основа за основно разговарање меѓу луѓето. Точно, а исто така да се потсетам и пред малку што кажа господинот Јон Треновски од Австралија, да си бидеме учители самите на себе. Така е. Снежана, повелете? Апсолутно се служам, меѓутоа многу е тешко кога се работи за мешани бракови. Да. Каде што таткото на моите деца е холанѓанец, каде што 90% од зборовите кои што ги слушаат во текот на денот, вклучувајќи го училиштето, вклучувајќи на интернет, YouTube, се тоа така научи англиски многу лесно, меѓутоа затоа што јас бев цело време професионално не бев дома, не бев во можност да ги учам децата, многу малку временски многу малку се поминува со децата и токму заради тоа е потребно, мислам, малку поорганизиран и тогаш децата би го сватиле тоа посериозно и повеќе би се препуштиле во изучувањето. Апсолутно. Јон, повелете? Момент, да го уклучам микрофонот или Уклучени сте. Да. Ова што го напоменавте сега со ова што се понудивте за изучување на македонски јазик и вие што кажавте дека сте го правеле истото, само да се надоврзам на тоа дека човек ако сака да помага, секогаш ќе најде можност и начин. Ево јас ќе земам еден мој пример, да не испадам сега во фалење. Некаде пред 15 години во една културно-умечко друштво немаше кореограф. Заврши кореографот и имаше околу 30-40 деца и немаше. Јас знам да играм ора, меѓутоа не кореографски. И ме праша мене дали сакам да ги учам децата. Јас реков дајте ми барем неколку дена да размислам. Влегов во една библиотека, тука во еден град блиску до центарот на градот, на големиот град до Сити, Рокдал се вика, што претежно се македонци. Австралска библиотека. Барав книга да најдам нешто. Најдов една книга Македонски ора и обичаи. Во таа книга беа ставени сите македонски ора со контакт, со кој дел од стапалото, кога се крева, како се држат рацете. Кога ја видов таа книга, да викам, многу се израдував, прво дома ги научив ората, ги проучив како да поставидов и така 2 години децата не застанаа, значи додека најдоа друг кореограф, успеав да ги задржам во тие и навистина тоа ми причинува едно задоволство да кажам дека човек кој сака да помогне, ќе најде начин да помогне, да не ги остави децата без нивната желба кој што сакале изјавиле желба да го изучуваат македонскиот фолклор и покрај тоа што се родени тука, можеби и родителите нивни биле родени тука, па тие ето сакале од дедото обичаите и ората да ги учат, така да ме радува фактот што се уште има македонци и македонки со срца кои што сакаат да помагаат на другите и кои што не се само за себе. Тоа само. 20 години бев дел од играорно друштво во Македонија пред да се преселам во Америка. Кога дојдов во Америка, прво нешто што прашав во македонската црква е дали има играорна група. И ми кажаа дека нема. Интересна беше ситуација затоа што многу близок другар и тој беше играорец во Македонија и се најдовме на исто место и се договоривме да отвориме играорна група во црквата Свети Никола во Тотова, Њу Џерси. Буквално ни зеде еден месец да се организираме, да собериме играорци и првиот настап ни беше на Божик следната година, одма после еден месец. Еден месец вежбање и спремање кореографија. И 6 години подоцна и многу бројни настапи низ цела Америка, се израдував на една порака пред неколку дена дека ме поканаа да се собериме повторно тоа играорно друштво за да
за да почнеме повторно да играме. Сакам да се надоврзам на Јон дека да, кога се сака, се може и волјата е нешто што може да поттикне многу работи и за изучување јазикот, и за културата, и за историјата, и за фолклорните танци. Се согласувам. Бобан, повелете? Сакам да дадам конкретен предлог во контекст на учење на македонскиот јазик, култура и историја, бидејќи видов како успешно функционираат србите тука у Брисел. Се добро, Кениф е малце организирано со помош и поддршка и соработка со државата и државните институции, бидејќи они си го заштитуваат својот силно идентитет и јазик, ние не можеме, немаме таков партнер во македонските власти, но можеме ние да се самоорганизираме како. Например, тие прават во сабота 1 час, значи не спориме ние за цел ден, знам дека не може никој, знам дека се, но 1 час не може никој да се оправда дека не може 1 час да го донесе своето дете. Сега дали ние би се организирале да си изнемуваме некоја просторија за 1 час, они го прават во нивните амбасади. Јас кога беше претходната власт, кога имаше еден многу промакедонски настроен амбасадор, разговарав со него и тој се согласи дури да ми ги даде, да ги не мене, да ги даде просториите доле за таа цел, ако се организираме, но тоа не успешно беше, едноставно немаше начин нашите тука да се подсоберат и така натаму, но во секој случај еве како идеја, можеме, тоа е 1 час, дали може да биде и недела све. Децата меѓу друго, бидејќи тешко е ти дете сега да покренеш, да го станеш од компјутерот, од сите овие суштествени работи на модерниот свет, но едноставно може преку игра, преку дружење и така натаму, не е тука само учење на македонски јазик, кирилица, култура, историја и така натаму. Тука е меѓу другото и обединување на еден начин на семејствата, на децата, нивно здружување и тоа може да ни послужи, нека биде од тука почетна точка која за размислување. Едноставно се организира и не е важно, како што рече Владимир, дали е сега професор, не знам, специјално во македонски јазик, не е важно, секој човек што доволно разбира, што е доволно образован, што има пристап и е добар педагог, може тоа да го прави и верувајте дека тоа ќе има голем успех во брзи рамки. Бидејќи сме во време на корона, кога се е онлайн и диджитал, можеме да почнеме онлайн со децата, а потоа кога сето ова ќе помине, ова лудило ќе помине, тогаш се префрламе во face-to-face meetings и мислам дека е прекрасна идеја. Така. Смиле, повелете? Получете го на Дали ме слушате? Да, повелете. Да се представам, учествував овоќе пати, а не се представи. Значи, Смиле Петровски, иначе јас сум професор на физичка култура во Франција, сум Руан, Нормандија и сега моментално сум во гимназија, професор на физичка култура. Образованието е мојата професија. И Владимир, она што го рече, ме чепна во душата. Треба 100 години да се размислува ако сакаме нешто да постигнеме преку образование. Али имам иста ситуација како Снежана. Тешко е и во мешовите бракови да се наметне потполно македонскиот јазик, поготово ако не сме нон-стоп со децата. Кога ќе пораснат, тогаш уште потешко е. Али ова што предложивте, тоа не зборам што се чини во Руан, ако има прилика ќе зборам. Има една ствар која е доста важна. Како ќе се соберат тие деца, како ќе се соберат родители, кога во Белгија нема ни едно здружение кој функционира. Во Луксембург нема ни едно здружение кој функционира. Во Холандија нема ни едно здружение кој функционира. Можам да ги цитирам што ги имам од книгата Агенција за иселеништво кои не функционираат. И сега, во Франција има 2-3 здруженија и таа, ако кава е голема Франција. Демек сакам да кажам, каде ќе се најдат тие деца ако македонците не се дружат? Без обзира во кој домен. А да би постоело едно здружение, треба луѓе кои ќе одвојат доста време. Не само со нашите деца, него и со другите. А печалбар повеќе размислува како ќе заработи, него како ќе одвои слободно време да би некој го критикува, тоа не си го направил, тоа ќе беше поарно ако си го направил вака или направил онако. Ја познавам таа проблематика, затоа и подлекувам. Се надоврзувам на Бобан. Јас сум затоа
да ние делуваме во средината каде што живееме. Ние можеме да влијаеме индиректно, али јас, ако треба да го решам, проблема го решам дома, а не кај комшијата. Ако сакам да бидам ефикасен, а не како пеперутка да идем од цвет на цвет. Тоа е моје размислување, затоа и велам секој колку може во средината кај што живее. Друга ствар што би напомена, а тоа е неминовност. Додека беше бивша Југославија, јас се заинтересирав како порано функционира здруженијата, додека беше бивша Југославија, амбасадите и конзулатите вршеа големо влијание, значи помоќ да македонците се дружат, србите, хрватите да работат со една цел да имат контрола на сите движења кои постојат надвор од бивша Југославија. Кога се распадна Југославија, црквата направи што направи, али денеска не може црковните одбори да се одвојат од Македонска православна црква, затоа што владиката Пимен нема поп да испрати ако не се сложуваме со него. Значи мора да работат како ти им каже Пимен, а понатака не зборам. Големото уво секогаш функционира. Тоа ги знаат, тоа е на информатички дел таму. Демек сакам да кажам, покрај тоа постоеше таа десничарска партија преку задгранични комитети. Едноставно, до сега македонецот беше препушен сами од себе. Јас да ви кажам, повеќе знам колку има македонци во Франција него амбасадата. Мене ми се обраќа ја да информирам македонци, поготоа за Нормандија, не можам да кажам за Париз, демек ја да информирам за ова коронавирус. Ма гоните се, да не кажам каде. Вие сте представници на една држава која не ја познавам. Да ми сакам да кажам, ако здруженијата функционираат, ние можеме да се дружиме, да знаеме кои се македонци и да знаеме у каква се ситуација. Јас имам фамилии овдека кои немаат македонски пасош. Немаат македонски, затоа што нивните дедовци напуштале охридските краеви тамо, отишле во Србија, од Србија која се распадна, пред да се распадне Југославија, отишле во Франција, они имаат, ако изражат српска пасош и француски, али македонски немаат никого. Али јас знам дека се потекло македонци. Значи, како може некој амбасадор кој е 4 години да знае што се дешава во средината кај што ние живееме? Затоа потпуно се сложа со Бобан, ова што го рече. Јас да ви кажам, просто не можам да верувам да во Белгија луѓе кои се големи патриоти не може да соберат сили да едно здружение да го организираат и да функционира. Не може тоа да биде кој ќе води политика. Друга Мене ми е потполно јасно дека центрите за одлучување за Европска унија се Франција и Германија, али сега не е ни место да се збори како може тоа се постигне и на крајот би рекол за попис на македонците во средината која живееме. Да би се направиле попис, мора луѓето да имаат контакт едни со други. Денеска амбасадата неќе едноставно да диаспората има влијание за било какви одлуки. Они се сами за себе и до сега можам да ви кажам, све што е постигнато во Руан и Нормандија, благодарејќи на луѓето кои се тама, никаква помоќ од амбасада. 5 години ја го чекав Поповски да ми даде книги што имало едно туце, ќе пропаднат книгите македонски во бивша Југославија што се давале по тие здруженија. И ја не ги добив, а беше све спремно да се стави во библиотека француска македонски книги, да се сочуват. 5 години не ги добив книгите и бев спремен да потпишам, да ме сакам да кажам, амбасада
или конзулат. Они се само да ги извршуваат наредбите од нивниот центар, не велам кој, а никаква подршка, помоќ на македонците. И ако ние ова што го чиниме, не наставиме да се работуваме, не можеме ништо да направиме. Толку за сега. Благодариме, Смиле. Повели, Златко? Добро утро, добар ден и добро вечер на сите вас. Благодарам што еве и јас денеска може да учествувам на оваа дебата. Интересно ми е, секогаш кога има ваква дебата е интересно затоа што како човек кој што започнал во овие води од негде 88 година, далеку е тој период каде што ние работевме многу поинаку и ги чувствувавме тие таласи, например, на еуфорија, па напаѓање, па на дигање и така. Она што можам да кажам е да ви честитам пред се на вашето чувство, на патриотството во овие тешки времења, но еве, гледаме дека созрева таа идеја, дека имаме ние потреба за ова нешто да се стави во функција. Видовме, значи, анализираме многу работи, значи, уште во почетокот на осамостојувањето, Македонија не може да биде компарирана како Хрватска. Хрватска е компактна земја. И таа диаспора што спомнавте вие, господин Нојнковиќ, кај нив е сосема друго. Во 90-тите години, кога беше баш отцепувањето во Париз, ние имавме повеќе соработка за изведба на протести со хрватите, например во Трокадеро, таму во Париз. Се чувствуваше нивниот начин како се функционира, гледавме од нашава страна ние како се организиравме, кај нас беше многу поинаку. Во теков на овие периоди се изречивме, значи успеа политиката да ги десолидализира, значи да ги тргне на страна едни со други, што за диаспората тоа е голем пропас. Според мене ние не треба да делуваме политички, ние треба да делуваме исклучиво само за Македонија. И тоа веќе созреа таа идеја и луѓето видоа из цела Европа и се разговара веќе на таа тема. Верувајте дека сите здруженија оставени се на сами себе си, гледаат дека единствено овој начин може да допринесе да се собереме ние на еден куп и да действуваме и да успееме да се наметнеме како луѓе писмени и кои што не сакаат веќе да се лизгаат. Го спомнам повеќе пати о напуштање на сапунчиња, да може да се лизгаме, па да не може да се организираме. Од искуство го зборувам затоа што во 2010-та, ако не се лажам, имаше први парламентарни избори, од кои од 7-те кандидати бев и јас за пратеник. И таму видов точно како тоа се одвиваше и на кој начин беа регрутирани пратениците. И многу интересно, мислам, за мене беше експириенс тоа. И видов дека нема место за диаспората таму. Диаспората е секој ставена на страна. Секогаш имаат они интерес кој ќе дојде периодот за гласање или како кравата Милка, нели, само за придобивките. Затоа сакам да ви честитам уште еднаш дека што и да се случи, ние остануваме на тој став. Ние сме македонци, колку толку не сме политичари, но веќе се научивме да читаме меѓу редови, нели? Еве, по различни невладини организации се окрупнуваме, се организираме. Немој да заборавите дека меѓу првите протести во Европа точно беше во Женева протестот, каде што отпочна
голем отпор и затоа многу ни се лутат овие сега во моментов. Маршот на македонците. Така, проследи нели други протести, но тогаш имавме можно да се видиме, ако не се лажам, со господин Нонковиќ во Париз, во Церковната општина. На кратко така, иако не се согласуваме во тој период на начинот како да се действува и сите тие работи, гледаме дека можеби судбина е да се сретнеме пак, да размениме мисли и да видиме како ние може во иднина да делуваме без проблем, би рекол, и професионално на таа тема, затоа што веќе станавме професионалци, не сакајќи. Оставивме наши хоби за да тераме оваа работа, затоа што за нас е оваа витална работа, ова е нешто што не гази и што не остава да спиеме едноставно. Затоа македонската диаспора, јас би рекол дека не е задремана, не е туку така наивна и не стои така на оние позиции дека ништо не се случува. Напротив, верувајте, има акции на културно поле, нели, на спортско поле. Гледаме да бидеме присутни, да опфатиме што можно поголем број на активности за да се слушне гласот на македонците и да останеме она што сме и што сме биле. Во иднина како би можеле тоа да го спроведеме, има некои идеи, но сепак треба луѓе од различни сфери. Да не забораваме дека имаме патриоти кои што неправедно лежат по затвори и тие се ставени баш таму за да не зачутат сите нас, за да може македонецот да каже: слушај, ако ја кажам нешто, мене ќе ме затворат. Така да јас ги охрабрувам сите македонци кои што се надвор Македонија да продолжат да си го негуваат македонскиот јазик, македонската култура, да афирмираат. Ние сме пасифичен народ, ги сакаме своите права, затоа и во химната е. Така да, што и да правиме, мислам дека можеби ќе биде бавно за некои луѓе, но она што ќе го направиме ќе остане, затоа што и за времето кога биле обструирани и нашите предци, сме успееле да изградиме една држава. И сме успееле да направиме такви институции кои што и ден денеска овие се обидуваат да ги рушат, но за наша среќа мислам дека ќе се успее, ќе се надмине се тоа. Затоа ви поздравувам, благодарам на вашата поддршка и на она што таму каде што сте греете на македонски. И тоа е многу битно, да се грее, да се продолжи и да може да соработуваме, со овој систем да може да ги надминеме тие, да направиме база на податоци на македонци низ цел свет, затоа што тоа се разговараше со господинот Рики Мартин, односно јас како што го нарекувам пејачот пратеник. Тоа му беше кажано: Рики, немој да се играш играчки, нас ни треба база на податоци, не ни треба нас ти да се шеташ по Европа. Значи, сето тоа е разговарано, губено огромно време, за да ова до денеска и ние го немаме тоа. Но знаеме начин како треба се прави и ги знаеме луѓето и цела таа структура која што нормално не им одговара да биде македонската диаспора организирана, силна, стабилна и каде што ќе придонесе за македонштината. Тоа не им треба нешто сосема друго, не им треба Македонија. Затоа бевме на страна тргнати и сега сме уште на страна тргнати, што е нормално спрема нив, но на страна бевме тргнати затоа што сметаме. Тоа е проблемот. И тоа јавно го кажуваме. Ние не бегаме од реалноста, од таа вистина. Колку може ќе допринесеме, ама за нивна негативна случајност, ние сме сега многу повеќе во диаспората, него кој што бевме пред 20 години и сега сме многу пообразовани и повеќе може да комуницираме. Ако во тој период се одело 2 месеци за Австралија, сега во истиот момент вака се
се разговараме. И тоа е нашиот предност. Благодарам. Благодарам, Златко. Пред да продолжиме со останатите коментари и прашања, ќе му се обратам на Владимир затоа што пиша порака во дебатава. Предлага да се основа Facebook група каде што би се приклучиле сите активисти и родители за да се договориме попрецизно за одржување на такви часови. Владимир, сакам да те замолам да направиш таа група и да ќе ја прошириме после ние меѓу нас што би можеле да се организираме така доколку би се нафатил на таа работа. Тука сме сите секако да ти помогнеме и за да ја расшириме групата. Благодарам. Супер. Андре, повелите? Здраво. Јас би само сакал да се баш на таа тема да кажам уште нешто. Значи Facebook група добра идеја, но јас би рекол треба посериозно да зафанеме работа на денеска. Значи сите македонци виртуално можеме да сме поврзани преку било која социјална мрежа. Значи Facebook, било што може да се поврзаме. Как и повеќе, ако сакаме посериозно да ја почнеме таа идеја, да се удружиме преку една платформа, значи, например, јас ја последувам пример сајтот www.macedonia.se и macedonia.se. Тоа се мои. Значи јас мога да отступам тие сајтове за да се створи некоја појака, посериозна платформа во која можеме пример да се учленуваме, да се пријавуваме со сертификати, со такви работи што ќе се издаваа од некоја централна група, тоа сега што си збориме, што си правиме муавет, значи да стварно креираме една ван македонска заедница, диаспора, се македонска од цел свет. Значи можеме ние и посериозно да зафанеме отколку само преку Facebook групи. Само во Словенија, например, имаме македонци во Словенија, имаме мислам да едно 5 групи, Facebook групи. Значи можеме ние и појако и посериозно да зафанеме таа работа, само треба ни такви идеи, треба ни луѓе кои ќе се активираме, кои ќе работиме за таа идеја. Така, Андреј, ќе те надополнам само. Ова беше чисто само за изучувањето на јазикот, затоа беше почетно кажано како Facebook група, што не е проблем, но би сакала да искористам шансата да ја споделам. Планирав на следната иселеничка дебата да ја направам презентацијата, но бидејќи веќе Андреј спомна, ќе го кажам уште сега. Веќе 1 година работам на веб страна која се вика Македонците во светот. Со неколку од вас имам веќе разговарано проектот и целта на оваа веб страна е да биде сервис за сите македонци кои живеат надвор од Македонија. Поделена е во 5 категории. Во една категорија е објаснување на сите процедури за ваѓање на документи кои се за македонците од дипломатски карактер. Другата категорија е ќе објаснам низ пример да сакаме еве утре да одиме за Италија. Се отвора веб страната, се бира местото Европа па Италија и на тоа место се листани сите цркви, сите иселенички организации, амбасада, конзулати со нивни контакт информации и сите сопственици на бизниси кои се македонци. Така што, например, во Италија сакаме да купиме македонски производи, веќе ќе има напишано контакт информации и адреса за каде има македонска продавница, пример кажувам. Исто ќе има и блог, и каде што ќе можат да се разговараат теми кои не засегаат нас иселениците. Има и место каде што сите ќе можат да се регистрираат и фактички на еден вид тоа ќе биде некаква дата база за
податоци за македонци кои живеат надвор, кој ќе служи за меѓусебно контактирање и известување, да речеме, во Италија има настан од македонски карактер, да речеме, еве концерт на некоја македонска поп или фолк звезда. Сите кои се запишани дека живеат во таа област ќе бидат известени преку имейл за детали за тој настан, за да можат нормално да го присуствуваат. Ќе има книги кои ќе бидат во PDF формат ставени на страната, македонски книги нормално, за деца и за возрастни, за изучување за јазици и за све. Работиме исто и на формирање на кратки видеа кои ќе помогнат на деца за изучување на јазикот. За почеток страната ќе биде на 2 јазици, македонски и англиски, и доколку се нафати некој, еве и од вас тука присутен, да го преведи материјалот и на друг јазик, имаме можност и опција да ја преведиме страната да биде достапна на повеќе јазици, за да речеме и француски, и германски и така натака. Ќе има исто и интервјуа, неколку од вас веќе беа интервјуирани за иницијалниот дел од тој проект. Меѓу нив беше Андреј, меѓу нив беше и Игор, и нормално дека проектот не е ни затворен, моментално беше ставен на пауза заради короната. Иначе, кога страната е при крај, има премногу информации на нејзе, затоа и зема толку долг период за да се направи, но ќе бидете сите известени поточно, ќе направаме една презентација на следната дебата што е за иселениците. Чисто само, Андре, се доврзувам на твојата идеја дека веќе една година го работам. Тоа за да го направиме нормално, за да биде за сите нас. Дополнително прашање има некој? Јон, повелите? Немам прашање, само да се надоврзам најпрво на она што го рече за рекламирање на македонски производи. Се надевам дека во тие македонски производи нема да се рекламира Мама Мија с ајварот на Зоран Заев. Друга една работа, јас повторно ќе одам код она што мислам дека примарната цел на ова сега што е започната нова идеја треба да биде враќање на Македонија на основските темели. За нас македонците кои што живееме надвор Македонија е многу важно, а овие другите нека бидат, јас така мислам, пропратни работи, само социјалните работи, училиштето, школото, јазикот. Иначе во повеќето земји, јас не знам на други места, меѓутоа овде во Австралија, изучувањето на македонски јазик е многу убаво организирано. Покрај тоа што има саботни училишта, ние веќе со Бети напоменавме минатата емисија кога бевме во 4-та дебата дека има и во редовните настави, културно-уметнички друштво има насекаде. Сепак повторно се навраќам на она што изминативе од 95-та година натака притискаме за она што најповеќе не боли, а тоа е за Македонија. Господин Нонковиќ напомна дека ние повеќе треба да се сконцентрисаме на местата каде што живееме. Во еден дел се сложувам со него, а во кој дел се сложувам со него, во делот каде што ние треба да делуваме, но на сите информации кои што ги добиваме, претежно оние кои што се активисти во заедниците каде што живеат во земјите, да делуваат на сите оние кои што толку лесно потпаѓаат на благите зборови на политичари или политички партии од Македонија и каде што наседнуваат и им даваат пари, знаејќи дека моменталната ситуација во Македонија не дозволува некоја помала политичка партија да излезе на пиедесталот и да влезе во собранието да промени нешто. Значи, многу да внимаваме. Од искуство ви кажувам дека ние со Бети на програмите, кога се створија новите политички партии, мислевме дека тие ќе направат еден трет блок и ќе се организираат заедно, меѓутоа од разговорите со нив му дадовме можност на сите, свативме дека тоа не е и целта. Целта им е да го ослабнат кивото на она политичка партија која што сите сме свесни дека имала и проблеми и пропусти во минатото, но сепак законот кој што сега во моментот е само таа политичка партија можеше да направи промена на сето ова или да не дозволи. Меѓутоа ето успеа
На последните избори, еден од политичките партии, лидер на политичките партии беше овде во Австралија, собра пари, место да собира тие што ги собираше, како да не ги наречам, да не го споменувам неговото име, видовме како заврши, меѓутоа со наше зборување двајца потенцијални кои што беа спремни веќе да даваат пари, ги убедивме на некој начин дека залудно име и сега ни се благодарни за тоа. Еден не поспеша, сега плачи. Значи, во оние моменти каде што можеме да делуваме, да не дозволуваме да не цепкаат нас. Ние тука треба да си имаме своje размислувања, своje мисли и да се организираме подобро. Повторно велам дека многу порано треба да се организираме она што и вие го напомнавте, Ана, за собирање, и јас вечерва го напомнав исто пред вас, за собирање на отварање можеби и на канцеларии некаде каде што ќе помагаме претежно по старите генерации за да дојдат до тие патни исправи кои што се и така како потребни према законот сега кој што овие го донесува во Македонија. Така. Јон, ке се надоврзам до вас, не мора да бидат ни официјални канцеларии, можеме и да се собираме и неформално, да се договараме и телефонски и секако за да се избегнат тие непотребни трошоци, би ги нарекла најискрено. Тие средства можат да бидат многу поефикасно искористени за други намени, ако имаме друга опција. Само заборавив, се извинувам да кажам за презентацијата за производите, не презентираме ние производи, туку бизниси. Значи ќе го промовираме, пример еве ќе го спомнам, Игор има студио за тетовирање во Германија. Значи ќе биде промовирано неговото студио како бизнис. И ќе бидат промовирани такви, нема да има никаква финансиска обврска нити секој член, нити за да ги користи информациите од веб страната, нити па тие сопственици кои сакаат да го промовираат својот бизнис. Еднаш за секогаш ќе биде ставен без никаква финансиска обврска, затоа што знам дека на сите иселеници можам слободно да кажам преку глава ние од секоја организација да ни бара пари, донирај за ова, донирај за она, резултати нема никаде. Време е нешто да му дадеме на иселениците, а нешто што е бесплатно, а најкорисно е информација в денешно време. Валентина, имавте вие прашање? Повелете. Клучете го само микрофонот, ке молам. Океј, она што сакам да потенцирам. Јас покрај тоа што сум дизајнер, имам дипломирани на правниот факултет во Скопје, никогаш не сум работела како правник, така ми беше животот. Меѓутоа мислам дека треба да се нагласи, апсолутно се согласувам со Бобан кога вели дека ние треба да се сконцентрираме на работа во средините во кои што живееме. Со самото тоа што ние сме добри професионалци, учествуваме во професионалните групи, издруженија во местата каде што живееме, во разни бизнис групи и така натаму, ние тоа веќе и го правиме. Она што треба да се објасни и да се направи дистинкција е дека ние сме сите индивидуалци и затоа сме тргнале низ свет. Дека јас кога зборувам за Македонија и за македонизмот, јас се борам за моите права, за моите собствени права, за моето право на собствено на самоопределување и идентитет. Не му солам никому памет. А во Македонија тоа секогаш се сваќа како сега гледи овие, дошле, се нашле, па сега ќе ни кажуваат не. Јас си се борам, ова е моја агенда. Вас многу убаво сега што ве запознавам, имаме заеднички интерес, заеднички цели, можеме и заедно да делуваме. Така да, кога зборуваме за право на самоопределување, за идентитет и така натаму, тоа се наши лични, мои лични права. Не е тоа мешање во внатрешните политики на како им се вика државата. Тоа сакам само да го нагласам. И јас сум оперативец, ја работам во градежна индустрија, ја мислам дека треба да пуштиме на книга. Ја работам 1, 2, 3, тоа ми е стилот. Ако може нешто од ова се да почнеме да пишуваме, еве веќе постојат и платформи, и ти, Ана, имаш прекрасна идеја, еве и други луѓе, многу од вас, јас ми е жал што не ве познавам, се надевам дека ќе имам можност да ве запознам,
треба да почнеме да делуваме. И Бобан е апсолутно во право и се ја и со децава мои, со детево мое. Мате ми вика џабе свежо, ајде додека не се одберете, па треба пари луѓе да се соберат. Треба да се направи попис, да се направи пари. Не мора канцеларија, апсолутно ова. Има, сега се е виртуелно. И ова учење јазици, тоа се добри, тоа треба да се практикува. Благодарам, Валентина. Случајно, сакав да споделам уште една информација со вас. Случајно се запознав со едно дете кое живее во Сиетл. Го поканав за да се вклучи во дебатата, не беше во можност, ќе се вклучи во наредната иселеничка на 6 декември. Има основачи на школото, школа од иднината. Не знам дали имате слушнато од вас некој, но дете од Македонија кој има завршено образование во Америка и моментално држа часови и спремање за надпревари на македонци за физика, за математика, за статистика, за од IT индустрија и така натака. Имаат незавидни резултати и целта им е да ги образуваат дополнително сите македонци од Македонија кои сакаат да го прошират своето знаење, освен тоа основното што се нуди во школите. И вика додека се иселуваат, интересна му беше визијата, затоа сакав да го поканам тука. Вика додека се иселуваат нашите во странство за да учат образование и потоа остануваат таму и својот допринос го даваат во други држави. Мојата визија беше да направам школа која ќе образуваме кадар во Македонија, кој ќе остане и ќе делува во Македонија наместо да се сели надвор, со цел нормално за продолжување, за подобрување на квалитетот на образованието. Но се надевам дека следната епизода ќе биде во можност да се приклучи и ќе имаме можност сите и да го запознаеме и да ја слушнеме неговата визија. Повелите, Бубан? Бидејќи навистина ќе морам да заминувам, сакам најпрво, односно на крајот, не најпрво, на крајот сите да ја поздравам, беше навистина сварно кејф, задоволство онака со сите од вас да дискутирам преубави мислења, преубави идеи, преубави луѓе. Сакам како за крај само да кажам дека нели first thing first. Значи прво нешто што треба да направиме е да се организираме. Сега е време на корона, сега сме сите буквално забарикадирани во своите домови, залепени за своите паметни телефони или компјутери и така натаму. Треба таа платформа, дали преку тебе, дали преку Владимир, дали преку Андреј Дочински или така натаму, да профункционира. Дури и оние идеи за јазик или за све и за организирање, за било што, најлесно сега се преку социјални мрежи, преку така наречени интернет платформи, се оно што е достапно, побрзо стига до ушите и очите на било кој од нас или на нашите блиски или така натаму, на секој македонец од диаспора. Се оно што го кажав си стојам и сакам само да порачам, престанете да праќате на било кого пари што ќе ви побара доле, дали е тоа така наречен патриот, дали онаков патриот, дали некој бил у затвор, не бил у затвор, не верувате многу, отворете си ги очите, овде има интелектуалци, но го пренесувам со цел да пренесете понатака, да дури во моментот на финансиска помош, треба да се организираме да тоа не оди така на различни канали, по различни места, да има еден пайплайн кој ќе има јасна целна дознака, јасен почеток и крај, а не само да се изливаат без везе пари. Луѓето ги гледаат диаспората како сеф, чија шифра сите ја знаат и само си отвараат да се земат. Тоа треба да се стави крај. Едноставно, ова нека биде почеток, јас стојам на располагање. Се надам дека сите ние ќе успееме од ова да извлечеме некаков заклучок, да се организираме и живи и здрави да имаме некаков резултат. Голем поздрав до сите, до следно. Благодарам, Бован. После 2 сати успешна и продуктивна дебата, би сакала на сите да ви се заблагодарам за учеството и за доприносот во истата. Како што кажа Бован, ќе кажам и јас, навистина уживав, беше прекрасно дружењето со сите вас и со сите заклучоци кои ги извлековме од денешната дебата. Одиме само едно скалило повисоко. Следната дебата ќе биде на 15 ноември. Таа дебата ќе биде за македонското национално малцинство со представници од истото, а наредната иселеничка ќе биде на 6 декември. До тогаш ви посакувам пријатно неделно попладне или пријатна вечер на Јон од Австралија.
И се најдобро Пријатно до се утро. навидување. Пријатно да сите се гледаме